Поздрав, магични мои! Започнуваме со астролошките прогнози за овој викенд. Ова ќе бидат астротарот пораки кои што ќе бидат наменети како брзи шорт пораки кои што треба да стигнат до вас. Значи, астролошки шорт пораки кои ќе треба да ги послушаат. Започнуваме со ватрените знаци, Овен, Лав, Стрелец или пак поточно сега ќе предиктираме една енергија за Лав, за сите вас, лавови, добре дојдовте и ова ќе биде порака за сите вас кои што ќе ве пронајде ова видео или пак ќе дојдете да го послушате ова видео. Ајде да видиме лавови што има за вас. Ова ќе биде за Лав, знак, подзнак, Венера или месечина, земете вам како ви резонира и во кој хороскопски знак сте, подзнак, Венера или месечина, поточно за знак и подзнак, значи сонце и подзнак, Лав, лавовска енергија. Ајде лавови да видиме каква порака ве очекува од тарот картите. Моќ, енергија на моќ, некоја моќ треба да стигне до вас. Констелација на нешто што од висока гледна точка како шок. Нешто како шок треба да пристигне до вас, драги мои лавови. Ова енергија е на моќ од прошлоста. Значи, нешто што ќе биде наменето за вас. Значи, треба да внимавате или пак да излезете во излезност на ваша моќ, каде што и ќе бидете во енергија на љубовна или пак на сугестивна енергетска вредност. Значи, ова енергија на моќност ќе биде во вашата енергетска вредност како носталгична моќ, кој што ќе ви донесе можност на мемоари, долги ноќи, на комуникација, на таа комуникација што сте ја правеле во претходниот период или пак негдека во прошлоста. Ова ќе биде моќ на исцелување од стара врска, каде што и ќе треба да бидете во своја рационалност, да знаете дека имате можност за многу голема моќ кој што ви носи универзумот, да бидете во енергија на исцелување, во енергија на комфортност, моќ на комфортност, моќ на енергија на исцелување после една долга, тешка врска, каде што и ќе треба да ви останат во мемоари ваши сеќавања, значи ваши енергии кои што ќе бидат наменети за сите вас. За други пак од вас ќе биде моќ на реунија со бивши партнер, каде што и ќе имате енергија на исцелување, но и на една огромна епифанија која што доаѓа према вас, драги мои лавови. Ова енергија ќе биде утемелена во вас за овој викенд, значи кратка порака која што вели бидете внимателни на ова моќ која што ќе дојде до вас, ќе биде како шок која што ќе ви донесе можност да бидете во среќавање со ваш бивши партнер или пак енергија, некоја енергетска вредност која што вам ве окарактеризира како завршена приказна со ваш бивши партнер, но ќе биде во енергија да се состанете или пак на некоја ситуација која што не е затворена, а која мислите дека е затворена, ќе треба да завршите сега, токму сега во овој период. Знаете дека ова ќе биде една огромна моќна енергија која што ќе произлезе во енергетска вредност на носталгичност, да биде во енергија да добиете едно просветлување, една хармонија, една
добра вредност во вашата енергетска смисла на љубовни, компресивни енергии, каде што и нешто што било започнато во прошлоста, каде што не се ставило точка и крај, сега тоа ќе треба да се направи. За други пак од вас ќе биде реунија со ваш бивши партнер, каде што долго време ќе поминете во ваша мокност, каде што овој партнер се враќа затоа што вие сте си искренале, сте доживеале една епифанија во вашиот енергетски дел и сега ќе сака да биде во енергија на врска, на комуникација со вас, каде што и ќе ви врати мемуари, можности за нешто што е во ваша енергија, да се сближи повторно со вас, каде што и ќе затворите комплетно еден долг циклус на некомуникација, на една енергија каде што и не сте се осеќале добро во оваа врска. Значи да дознаете зашто тоа токму тогаш сте го осеќале, а што сега осеќате во вашата енергија. За други пак од вас ќе биде дека доаѓа партнер од прошлоста или пак некоја ситуација од прошлоста која по мокна, брза енергија ќе биде во енергетска вредност да се ви побара извинување или пак да побара опростување од вас. Ајде да видиме и совет за вас, драги мои лавови, што ќе биде во вашата енергија, што ќе дадат совет овие карти за вас, каде токму треба да обрнете внимание. Значи, одете со текот на нафтаните, значи, пловете на вашиот бран, дозволете работите да се случат онака како што и треба да се случат. Ова енергија ќе биде во енергетска вредност да исчистите кармична врска или пак нешто што се случило во прошлоста кое што било кармично, но ќе дојде во енергија на мокност. Значи, ова ќе бидат брзи, интензивни енергии, каде што и ќе треба да ја погледнете вашата енергија на докаде води вашата мокност. Кој ве гледа како мокна енергетска вредност? Кој ве доживува како енергија на просперитетна личност, на енергија на просветлена, но и на енергија на епифанија, значи доживување на рераѓање во вашата енергетска вредност. За други пак од вас ќе биде да дозволите работите да се случат по свој тек на настани, каде што и ќе бидат енергии да се сретнете со ваш бивши партнер, каде што и ќе отпочнете од почеток една добра и нова врска, каде што ќе води во добра и светла иднина, но и ќе даде можност за мокност. Значи, ваша мокна енергија ќе биде изразита во вашата енергетска вредност. Да знаете дека ќе имате работа со Шкорпион или пак енергија на Шкорпија. Шкорпиите се промислени енергии, водена енергија каде што и дава можност за емоции. Ќе ви се разбранат емоциите, каде што и овој тек на настан ќе биде утемелен во вас, драги мои лавови. Јас се надевам дека оваа порака ќе помогне некому и заминувам во друга енергетска вредност да видиме што ќе се случи со друг ватрен знак, а тоа е Стрелецот. Драги мои лавови, бидете во својот тек на настаните и верувајте во својата емотивна енергетска вредност. Вашата мок е вашата емоција, која што е темелно утемелена во вас и длабоко утемелена во вас, драги мои. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!